Кумановчанецот Цветан Арсовски е професор по руски јазик. Ова младо момче има свое училиште или помодерно Академија за странски јазици. Како што може да видиме во последно време, покрај другите европски јазици, индоевропски јазици, покрај англискиот, германскиот јазик, во последно време се поголем интерес има за рускиот јазик. По дипломирањето, Цветан веднаш почнал да предава руски јазик. Почнав да работам со едно дете, имаше само 4 години. Сега имаме над 100 дечиња кои го учат рускиот јазик. 100 деца? Да, 100 дечиња кои го учат рускиот јазик, дополнително плюс и тука не ги вројувам возрастните, значи станува збор за студенти, возрастни луѓе со кариери кои што се јавуваат не само од Македонија, туку се јавуваат и наши луѓе кои што живеат во Канада, живеат во Германија. Тоа се луѓе со големи кариери кои што работат како доктори, како инженери. Наставата со луѓето од странство се води онлайн. Имаме дечиња од Канада, имаме дечиња од Америка, сега во септемвриските уписи што беа. Значи станува збор за дечиња со американско потекло, но имаме и наши деца кои што живеат таму. Сега ги прашавте ли овие американски дечиња зошто го учат рускиот јазик? Да, го изучуваат рускиот јазик затоа што се обкружени, како што кажав, со дечиња кои што се од Русија и од земји околу Русија. Ке делува чудно, ама излегува дека рускиот јазик е во подем. Значи, минатата година имавме околу 80-90 слушатели кои што поседуваа настава по руски јазик. Сега имаме над 150. Највозрасен студент ми е ученик, слушател кој што посетува часови по руски, има приближно 70 години. Зошто младите луѓе се одлучуваат да учат руски? Како предизвик им е тоа што практично имаат можност после завршување на средно училиште да студираат, бесплатно да студираат на еден од универзитетите широм Руската Федерација. Најчесто се запишуваат на Московскиот државен универзитет, се запишуваат на универзитетот во Санкт Петербург. Практично руската диплома е меѓународно признаена и надвор од границите на Русија. Во Европа е признаена и руската диплома? Да, сега Десетина кумановски матуранти лани отишле да студираат во Русија. Одиме на друга тема. Каде се говори руски јазик? Рускиот јазик се зборува претежно во Русија и земјите околу Русија. Значи, тука станува збор за Казахстан, Туркменистан, Грузија, Украина и другите земји кои се околу Русија. Руски како мајчин јазик зборуваат околу 150 милиони луѓе. Во продолжение една информација што вреди да се знае. Се учи некаде руски јазик во основно училиште во Македонија? Така е. Рускиот јазик се изучува во Куманово, ден денеска се изучува во основните и средните училишта. Арсовски никогаш не учел украински, па логично ни дојде ова прашање. Дали еден русин што не учел украински и еден украинец што не учел руски може да се разберат меѓу себе? Јас имам и пријатели и блиски луѓе кои што потекнуваат од Украина, и тие со мене зборуваат на украински, јас одлично ги разбирам и одлично комуницираме. Јас зборувам на руски, тие зборуваат на украински, но одлично се разбираме. Никаков проблем во комуникација? Немаме никаков проблем во комуникација. Здравствуйте всем, меня зовут Цветан Арсовски, я из Македонии, живу в Куманово, и я преподаватель русского языка. Пока-пока. Или во превод? Јас сум Цветан Арсовски, професор по руски јазик. Ве чекаме во нашата академија и поздрав до сите. Тоа пока-пока? Пока-пока е чао на сите. Чао, да. Значи пока на рускиот чао? Да. До свидања, до гледања, до видувања. Да. А те сакам? Я тебя люблю. Да, и я люблю моих учеников. И всем передаю привет из Скопје, и мы вас ждем на уроках. Или во превод? Ве чекаме на часовите. Ги сакам учениците нешто тоа го? Да, нормално. Ве сакам сите, ви праќам поздрав од Скопје. Пока-пока. Увидим се до скорава. Се гледаме наскоро. Се гледаме.